Здраво на сите, тука е Дана, ви добродојавте во шестиот деволшнал од Евангелието по апостол Јован. Како сте? Повторно оставете коментар или пишете ми во порака. Фала ви на тие што од претходното видео ми пишевте во порака и ми ги споделивте вашите молитвени потреби. Мило ми беше што може да се помолам заедно со вас и сакам тоа така да продолжи. Сега ќе продолжиме од третата глава од Евангелието по Јован. Се молиме, го читаме Божјото слово и кратко навлегуваме во него со цел да се сподели тоа Евангелие, тоа живо слово на Исус Христос. И затоа ќе ве замолам да го споделите ова видео, бидејќи ќе биде повторно споделено Евангелието, чистото Евангелие кое што спасува. И не знаете кого може да допре вашето споделување, вашето кликање на само едно копче, да го кликнете копчето share, сподели, можеби ќе допре некој од вашите пријатели на социјалните мрежи кој што моментално можеби скрола, бара одговор, можеби ја бара вистината на животот, сака да ја задоволи внатрешната длабока потреба која што само всушност Исус може да ја пополни. И пред да продолжиме со читање на стиховите, ќе се помолам за вас. Господи Исусе Христе, фала ти за секој еден кој што се вклучува но во видеото, молам Господи ти допри ги длабоко во нивните срца, промени ги и отвори ги нивните срца, Господи, објави ја Твојата љубов во нивниот живот. Господи, чувај го нивното здравје, чувај ги нивните блиски, нивните фамилии во ова тешко време. И те молам ти да ги благословуваш и ти да ги исцелиш од се што ги мачи, ти да ги утешиш таму каде што потребно утеха, доколку некој се соочува со анксиозност, депресија, Господе, панични напади, ти допри ги, ти исцели ги сите нив, доколку некој има болен член од фамилијата или некој од тие кој што го гледа ова е болен, те молам ти допри ги и ти исцели ги. И сето ова го молам во името на Исус Христос. Нема да должам многу, одма се приклучуваме во читање на стиховите. Како што кажав, ќе читаме од третата глава од Евангелието по апостол Јован и ќе читаме од првите 10 стиха. Трета глава од 1 до 10 стих. Вели вака: меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, началник јудејски. Тој дојде кај Исуса ноќе и му рече: Рави, знаеме дека си учител дојден од Бога, зашто никој не може да ги прави овие чуда што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Исус му одговори и рече: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди одозгора, не може да го види Царството Божјо. Никодим му рече: Како може човек да се роди кога е стар? Зар може по втор пат да излезе во утробата на мајка си и да се роди? А Исус му одговори: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо, зашто роденото од тело е тело, а роденото од дух е дух. Затоа не чуди се што ти реков, вие треба да се родите одозгора. Ветрот дува каде што сака и гласот негов го слушаш, но не знаеш од каде иде и на каде оди. Така е со секој човек роден од духот. Никодим му одговори и рече: Како може тоа да биде? Исус одговори и му рече: Ти си учител Израелев, па тоа ли не го знаеш? Овие 10 стиха го содржат одговора за тоа како ти можеш да го видиш Царството Божје, како ти можеш да влезеш во вечниот живот, да влезеш во вечното присуство Божје, во тоа славно Божјо царство, кое што толку многу се збори со векови наназад, од доаѓањето на Христос, па и пред тоа, од почетокот на светот всушност се збори тоа Царство Божје во кое што секој е поканет од нас да влезе во него, но тука го пишува одговорот всушност. Одговорот не е во човечка мудрост, одговорот не е во човечка логика. И одговорот не е во тоа што другите ќе направат. Одговорот лежи во одговорноста на секој од нас. Пошто вика во третиот стих: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди одозгора, не може да го види Царството Божјо. Тука лежи одговорот дека ние треба да се родиме одозгора. Дека ние треба да се родиме небесно. Во други преводи вели да се родиме небесно, да се родиме од небото. И сега тука Никодим поставува едно логично прашање за какво второ раѓање зборуваш, бидејќи на секого му доаѓа логично дека човекот е роден еднашка, нели од мајката кога излезе од незината утроба, но тука Исус вели дека човек треба да се роди по втор пат. Но какво раѓање е тоа? Тоа раѓање за кое што збори тука Исус е условот, е единствениот услов за човек да влезе во Божјото царство, за човек да зачекори во вечното присуство Божјо. А животот е вечен. Нас тука не ограничен овој земен живот, но тука ќе продолжиме еден ден во рајот или во пековот, во вечната одвоеност од Бог, во огненото езеро или во вечното присуство Божје или во рајот, односно во таа хармонија, во таа вечна радост. И тука лежи одговорот. Одговорот не е во дали ние имаме наследено некаква религиска традиција од нашата фамилија, од нашите потомци. Не е дали некоја наша баба, дедо
или ние имаме некој си наш манастир кој што го поседуваме или некоја наша црква било каде. Не зборам за една конкретна деноминација, зборам за било да сте протестанти, православни, католици, што и да сте. Религиската традиција на семејството не спасува, не е услов за да се влезе во Царството Божјо. Исто така дали сте член на некоја црковна заедница, на некоја црква, дали одите редовно можеби во црква, дали ги посетувате неделните литургии, неделните богослужби, мисии и така натаму, не е тоа услов да се влезе во Царство Божјо. Не ветува ништо од тоа. Не дава гаранција дека вие еден ден ќе влезете во Царството Божјо. Ништо од тоа. Дали ги вршите сите тие религиски правила, религиски ритуали, вртење круг околу црква 3 пати, станување во 5 сат сабаља да се прави ова или она. Не ги знам кои се сите тие правила. Не е ни тоа услов, не е ни тоа предиспозиција за да се влезе во Царството Божјо. Единствен услов за да се влезе во Царството Божјо е да се биде роден од озгора. Е да се биде роден наново. Наново раѓањето е единствениот услов и единствената карта за вечниот живот со Исус Христос. Единствената карта која што е валидна. Единствениот сертификат поново, ако може да кажам, што е валиден. Каде што на скинирањето при влезот во рајот ќе излезе валидно и ќе се појави вашето име и презиме и дека вие можете да влезете внатре. Тоа е единствената карта, единствениот сертификат кој што е валиден наново раѓањето. На што значи тоа да бидете вие наново родени? Што значи еден човек да биде наново роден? Тоа значи дека кога ќе поверува во Исус Христос, верата е многу важна. Кога ќе поверува во Исус Христос, духот кој што читаме во стиховите дека е представен како ветар, Светиот дух, Божјиот дух, кој што е како ветар кој што не се знае од каде доаѓа и на каде оди, него гледаме и не чувствуваме неговата сила. Ние ветен на сите ние кои што ќе поверуваме во Исус Христос, ветен ние да дојде во нашиот живот, ветен ние да се всели во нас. И тогаш започнува новиот живот. Тогаш започнува трансформирањето на нашиот карактер. Наново раѓањето значи да се види разликата од пред и потоа, пред да поверуваме во Исус Христос и од кога ќе поверуваме во Исус Христос, бидејќи наново раѓањето верата ја докажува со дела. Луѓето ќе видат дека вие сте променети. Ќе ги видат разликите во вашите дела, во вашите ситуации во животот, во вашиот живот генерално. Вашиот живот ќе биде трансформиран. Доколку вашиот живот е трансформиран, тоа е добар знак дека сте наново родени. Доколку сакате да продолжите да го следите Исус Христос, сакате да се менувате целосно, го споделувате евангелието на што повеќе луѓе ради таа радост бидејќи Бог ве спасил, ве променил. Тоа е добар знак дека вие сте наново родени. Самата религија, сите тие правила, посетувањето на неделните литургии, богослужби, мисии, на седењето на тие црковни клупи, слушањето на некој си поп, презвитер, свештеник, пастор, што и да е, со сета почит ко сите нив, не спасува ништо од тоа. Ништо од тоа не дава предиспозиции за да се влезе во Царството Божјо. Единствена карта, како што кажав, е вие да бидете наново родени. Да ставите вашата доверба во Исус Христос, да оставите Он да ве менува, бидејќи ветерот кој што не се гледа од каде иде и на каде оди, односно Светиот Дух, силата негова ќе се всели во вас и ќе почне Она да ве менува, доколку вие дозволите. И тоа е единствениот начин. Исус вели јас сум патот, вистината и животот. Исус вели јас сум патот. Единствениот пат до рајот, до вечниот живот е Исус Христос. Верата во Исус Христос. А потоа делата да го докажат тоа. Делата само ќе бидат подкрепа на вашата вера, колку е вистината, колку е цврста, колку е реална. Повеќе луѓе ќе слушнат за делото и жртвата на Исус Христос, дека Исус Христос дојде на оваа земја во тело, во човечко тело, беше 100% човек, 100% Бог, за да ја плати казната за гревот, бидејќи ние од Адам па навак имаме наследено грев во нас, ние се раѓаме со тој грев во нас. И наследувајќи го тој грев, ние не можеме да бидеме совршени од првиот до последниот ден на нашиот живот, а тоа всушност е условот за да влеземе во вечното Царството Божјо на страна од ова наново раѓање. Но никој не може да го направи тоа. Единствен друг начин е да бидеме ние совршени, но никој човек не е совршен. Тоа можеме сами да си го признаеме, не мора пред други сами себе да си го признаеме е доволно за да сватиме потребата која што имаме од некој да ја плати таа казна за тој грев, а во Римјаните пишува дека казната за тој грев, дури еден грев во животот е смрт, но не физичка смрт, не телесна смрт, туку вечна смрт, вечна одвоеност од Исус Христос, смрт на душата, смрт на духот. А Исус Христос дојде, нели, го зема човечкото тело за да ја земе таа смрт, да биде распнат на тој крст и после третиот ден да воскресне и да победи таа смрт. Тоа е евангелие треба да се споделува. Тоа е живото и вистинско евангелие. Дека Исус Христос воскресна, ја победи смртта и таму ни е надежта. Таму ни е целата надеж. И доколку не го познаваш Исус Христос,
Сега е време да го направиш тоа. Сега е вистинското време. Во Библијата вели дека денеска е денот на спасението, не е утре. Нема чекање, нема играње со таа работа. Душата е во прашање, вечноста е во прашање. На секој видео го кажувам тоа, на секој пат го повторувам истото, бидејќи сметам дека е најважната порака и овие стихови денеска кои што ги прочитавме, јас верувам дека се најважните стихови кои што еден човек може да ги прочита од самата Библија, бидејќи тука започнува се. Тука е поставувањето на темовод дали еден човек е наново роден или не, дали ти си наново роден, дали ти си наново родена или не. Одговорот започнува од тебе, започнува од одговорноста која што ти ќе ја преземеш. Доколку не го познаваш Христос, падни на колена, сега е времето да го направиш тоа. Сега е времето да го запознаеш твојот Господ, твојот Спасител, кој што дојде на оваа земја, го даде животот. Се симна од небото и дојде тука да те бара тебе, да те најде тебе, да те пронајде тебе. И оваа видео нека биде еден само знак дека Исус Христос те бара токму тебе. Токму тебе за да те доближи до неговата фамилија, до вечното негово присуство. Бидејќи Исус Христос дојде да сите се спасат, се жртвуваше сам себе да сите се спасат, да никој да не загине. Тоа е желбата на Бог. Но одговорноста и изборот лежи во секој еден од нас. Изборот лежи во тебе. Затоа одлучи уште денеска да го следиш Исус Христос, да се наново родиш, да биде трансформиран твојот карактер преку силата на Духот Божи во тебе. Никој не е отиден предалеку од Бог. Никој не е отиден, и ти не си отиден предалеку од Бог. Секој еден греф може да биде опростен и минатото може да биде избришено. Но тоа може да биде направено само во Божјото присуство, само со предавањето на твојот живот на Исус Христос. Се гледаме во наредно видео. Чао!